Со црковно-народен собир денес беше одбележан празникот Свети Наум Охридски чудотворец во истоимениот манастирски комплекс на Попова шапка. Традиционално за ова празнување доаѓаат голем број верници од сите краеви на Македонија. Во патроната црква беше отслужена света божествена архирејска литургија, чиноначалствувана од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, заедно со митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф, во сослужение на повеќе свештенослужители. И оваа година ја продолжуваме долгогодишната традиција и повторно се собравме во овој ден, во овој храм, не само да одбележиме манастирската слава, но пред се да се подсетиме на животот, на делата, на безбројните чуда, воспевајќи и прославувајќи го сечесниот спомен на Светиот Наум Охридски чудотворец, еден од најревносните ученици на солунските рамноапостолни браќа, просветители Кирил и Методи. Плодовите на животот и делото на Светиот Наум се идентични со плодовите на Светиот Дух, бидејќи тој ги исполнил Павловите зборови: ако живееме со дух, по духот сме должни и да постапуваме. И на тој начин ни дал безпрекорен пример на нас, неговото наследство, ни дал пример за осветување, кој вечно не повикува да кажеме големо не на искушенијата и херојски да издржиме во нашите животни страданија, а во нив со сигурно ќе издржиме само ако имаме вера. Верата е таа преку која нашиот Свети Наум, преку многу маки и страданија, покрај сите омрази, хулења и осудувања, кои ги претрпел заедно со светите браќа Кирил и Методи во Моравија, од страна на латинското свештенство, никогаш не се откажал од својот духовен подвиг, туку напротив, знаејќи ги зборовите и поуките од денешното свето Евангелие, знаејќи дека во Христовото царство блажени ќе бидат оние кои страдаат во овој свет, сиромашните, гладните, оние што плачат, но и оние врз кои се хули, кои се гонети и клеветени заради Синот човечки. За да го исполниме законот Христов, законот на оној кој собра околу себе многумина од цела Јудеја и од Иерусалим и од приморието Тирско и Сидонско, кои доаѓале да го слушаат и да се исцелат, потребно е да го следиме Светиот Наум, кој пред нас го поминал тој пат кон Царството Небесно. Патот на кој треба да се најде секој еден христијанин. Светата литургија беше збогатена со црковно пеење на реномираниот женски младински хор Менада под диригентство на маестро доктор Ивица Зориќ. По литургијата во дворот на манастирската црква беа прережани кумските колачи, пошто беа поделени парчиња од лебовите, а паричките во нив ги одредија кумовите за прославата на празникот за следното лето. Виното и пченицата со Твојот свет дух, сега секогаш и во вечни векови. Боже, во слава и чест на Светиот Наум Охридски чудотворец, прими го Твојот свет на Тебе, свети висловен Твој жртвеник. Во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагайте Христос при нас, нагоре да трчим. Ова, чува, знаеш? Нагоре. Ајде, видно. Готово. И вече готово. Готово. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагайте Христос помеѓу нас и ќе биде. За сите присутни на црковно-народниот собир во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка беше приреден ручек кој го благослови митрополитот господин Јосиф.